Благодарам, почитувани колеги, почитувани граѓани. Колку за ваша информација, денес на дневен ред е нова седница, информација за енормното загадување на амбиентниот воздух во Република Македонија, поднесена од моите колеги пратеници од ВМРО ДПМН. Евидентно и сами признавате дека имаме сериозен проблем во однос на загадувањето во Република Македонија. Сведоци сме, тоа го докажуваат и релевантни меѓународни институции, иако ние може да зборуваме дека да се обвинуваме еден со друг, меѓутоа реалноста е евидентна, а тоа дека Македонија е рекордер европски и светски во однос на загаденоста на воздухот. Тема која знаевте добро да ја апсолвирате во текот на периодот кога бевте во опозиција, знаете да ја користите, и тема која и ден денес не мачи. Не успеавме како општество да најдеме начин сето тоа да го надминеме. Како би го направиле? За тоа ќе треба да имаме заеднички напори, заедничка желба, да се вклучат сите институции, значи мораме да работиме сите заедно за да го решиме овој проблем. Во однос на овие информации, најдов 4 информации до сега, 2013, 2015, 2018 и 2019. Во 2013 година информација доставена од вас се вели дека 1350 лица умираат секоја година врз основа на ваквиот воздух. Веќе во 2015 година се задржува истата бројка и се вели исто во информацијата, ќе ја видите, точни податоци се, каде што 1350 лица, значи исто така умираат од загадениот воздух. Во 2018 година, тоа е информација која минатата година ја доставивме, се вели во неја дека 3000 лица годишно умираат од загадениот воздух. Ова година, 2019 година, во ова информација се вели дека 3500 лица умираат секоја година од загадениот воздух. Почитувани колеги, ако 2015 имаме 1350, значи веќе 2019 3500 луѓе. Сериозна е бројката на лица кои се загрозени. Искрено знам дека и вие го знаете тоа, меѓутоа врз основа на ова да испаднеш, да градиш надеж, да им велиш дека ВМРО ДПМН е виновен, дека ние кога ќе дојдеме ќе го решиме овој проблем, многу луѓе ви поверува. И сега одеднаш да велите дека сите сме виновни, јас велам нека и така, и дека имате направено мерки, а евиденцијата и бројките велат дека огромна е, изголемен е бројот на луѓе кои починуваат од овој проблем, е евидентно. Почитувани, ситуацијата е влошена и секоја година, секој ден имаме се поголеми и поголеми загадување на воздухот, како никогаш досега, што е потврдено од страна, како што реков, на голем број на меѓународни организации и институции. Светската здравствена организација и Европската агенција за животна средина ја оценија состојбата на Македонија како крајна алармантна. Сега ќе ви кажем една работа која лично јас ја потегнав 28 јуни 2019 година. Пратеничко прашање. Имам поставено пратеничко прашање за кој не добив одговор од тогашниот премиер, бидејќи се работи за барење наше, како амандманско решение, прочистувачи на воздух за сите високи образовни институции, за средните училишта, за основните училишта и за градинките, каде што баравме и тогашната, буквално тогашната министерка ги усвои, заменичката министерка ги усвои тие амандмани, со намера да се помогне на дечињата, на учениците, на студентите, на средношколците, сите за да имат чист воздух во училниците кај што живеат. Зошто и ова го велам и зошто е тоа направено? Сега ќе ви кажам, ќе ви прочитам една студија која има направено Природно-математичкиот факултет од Штип, при Универзитетот Гоце Делчев, каде што има исклучително добри можности за да се следи и е направена анализа во однос на состојбата во училиштата. Еве само дозволете. Многу алармантна ситуација. Значи за децата во Скопје, во Штип, изложени од енормна прашина и PM честички во училниците. Вели вака: во градините, училниците и училишните спортски сали во Штип и во Скопје има поголеми концентрации на прашина и PM честички отколку во надворешниот воздух. Сообраќајат значително влие на изложеноста на луѓето на загадувачките материи, а фекалиите од канализацијските мрежи се најголемите загадувачи на реките Вардар и Брегалница. Овие заклучици се добиени по мерењето на квалитетот на воздухот, водата и почвата во Скопскиот и Штипскиот регион, кои ги направи Факултетот за природно-технички науки и лабораторијата Амбикон при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. А во рамките на кампањата за подобра животна средина не ја игнорирај
реагирај. Од Штипскиот факултет за природно-технички науки се појаснува дека концентрациите на прашина и PM10 частичките се екстремно повисоки во занималните, во градинките, училниците и спортските сали отколку во надворешниот воздух. Присуството на PM10 частичките 3 до 5 пати ги надминува дозволените вредности. Тие понатаму забележуваат дека во периодот надвор од активните часови прашината брзо се таложи и се концентрира, се изедначуваат или се спуштаат под амбиентите, што укажува дека основната причина за високите концентрации на PM10 частичките е повторно кремење на прашина во активниот период. Јас би сакал да го напомена ова, дека децата кои пристигуваат во тие затворени простори, а тие се доста активни во училниците и салите, така што постојано се ресуспендираат прашината која што паѓа, а за ситните фракции кои се поопасни за здравјето не се толку високи. Меѓутоа, се повисоки од тие што ги има во амбиентниот, вели еден од професорите кој ја правил таа анализа. Тимот на научници ја истражувал изложеноста на велосипедистите на аерозагодувањето во близина на сообраќајниците во Скопје. Резултатите покажуваат дека персоналната изложеност на велосипедистите кои се движел во зони со интензивен сообраќај е повисока за околу 70% кај PM10 частичките и за 60% кај PM2,5 частичките, отколку кај велосипедистот кој возел на место каде што немало сообраќај. Најголеми загадувачи на реките Вардар и Брегалница се отпадните води од канализацијските мрежи, отпадот во фарбите и хемиските материи што се користат во земјоделството. Мерењата покажуваат драстично високи концентрации на фосфор и зголемени концентрации на нитрити. Примероци од Вардар се земени кај мостот што ги спојува Сарај и Ѓорче Петров и кај градскиот стадион, додека примероци од реката Брегалница се земени од околината на селото Кармици, Штипската насаба Ново село и под селото Софилари, каде што е испустот на колекторот на отпадни води на Штип. Понатаму професорите од овој факултет укажуваат дека главни причини за лошиот квалитет на водите во реките е несоодветното третирање на комуналните отпадни води. Понатаму, Институтот за комуникацијски студии забележува дека се направени и истражувања на почвата на во Штип и во Скопје, а резултатите покажуваат дека концентрациите на тешки метали во ниту еден од примероците не може да се оценат како високи, независно од зоната од каде биле земени и се детектирани зони во кои постои потреба за санација на почвата од аспект на содржина на тешки метали. Но тие потенцираат дека резултатите кои што ги имаат добирани научниците само информативни, бидејќи во нашата земја не постојат национални стандарди за мерење на квалитетот на почвата. Тука резултатите се споредувани со стандарди и регулатива на Холандија. За жал, во Македонија, вели понатаму, нема регулатива за мерење на квалитетот на почвата, односно нема прецизирано индикатори, критериуми според кои ќе се мерат концентрациите на загадувачки материи и доколку се надмине нивото, какви мерки треба да се преземат за санација на почвите. Мерењата биле направени во периодот од 15 до 20 јуни минатата година во Скопје во Штип од страна на лабораторијата на Амбико при УГД Штип. Кампањата за подобра животна средина не игнорира, реагира. Ја реализирале Институтот за комуникацијски студии, а проектот е финансиран од британската амбасада во Скопје. Така да овие се релевантни податоци. Ние во контекст на тоа и со колегата Никола Мицевски побаравме амандмани, се преточени амандмани и еве ги амандманите каде што бараме прочистувачи на воздух за градинките во Република Македонија. 3 милиона денари одобрени се, понатаму во сите основни училишта во Република Македонија 110 милиони денари, за сите средни училишта во Република Македонија 35 милиони денари, понатаму за студентите при универзитетот во Тетово, за студентите при универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, за студентите при универзитетот Климент Охридски во Битола, за студентите при универзитетот Гоце Делчев во Штип и така натаму и така натаму. Значи, меѓутоа што се случува? Иако беа прифатени овие амандмани, иако беа прифатени овие пречиствувачи, иако тогаш при донесување на буџетот се прифатија, јас се уште се сомневам дека воопшто тие се набавени и веќе се во функција на децата. Јас сакам само да предупредам една работа. Зборуваме за факти и бројки. Еве ги бројките, да не зборуваме на памет. Извршени од релевантна институција, од професори на Природно-математичкиот факултет во Штип, од универзитетот Гоце Делчев, подкрепени од британската амбасада, бројки кои се многу релевантни, ни кажуваат дека таму воздухот и дури во училниците, во спортските сали е уште позагоден од амбиентниот воздух кој го имаме надвор. Така да имаме една сериозна работа, а ние зборуваме тука за некои работи, се обвинуваме политички, меѓутоа реалната состојба дека во Република Македонија имаме проблем, треба да го решиме, како треба заеднички да се најде начин да се надмине ова работа. Меѓутоа, за да градите политичка кариера, да обвинувате некако дека
е виновен за тоа, а дека вие во следната фаза одма од денот на добавањето на избори ќе го решат е илузорно. Ова е светски проблем и треба сите заеднички да го решиме. Меѓутоа, ние направивме многу повеќе од вас, за жал во овие 3 до 5 години не видов нешто што го помрнавте или го направивте. Благодарам. Благодарам. Реплика